Председателот Трамп на митингот во Хантингтон, Западна Вирџинија, оцени дека руската приказна е целосна измислица, при што додаде: It's just an excuse for the greatest loss in the history of American politics. That's all it is. It just makes them feel better when they have nothing else to talk about. Русија стана големо прашање во текот на првите 6 месеци од председателството на Трамп, откако американските разузнавачки агенции заклучија дека Русија работела во корист на Трамп за време на председателските избори. Во врска со тоа е покрената истрага што ја води специјалниот советник Роберт Милер. Тој според новинските агенции деновиве случајот го префрлил на големата порота, која пак веќе издала судски покани во врска со состанокот во јуни 2016 година, во кој беа вклучени синот на Трамп, неговиот зет и една руска адвокатка. Тоа според оценките било јасен сигнал дека истрагата го зголемува сомневањето за руско мешање во председателските избори. They're trying to cheat you out of the leadership you want with a fake story that is demeaning to all of us, and most importantly, demeaning to our country and demeaning to our Constitution. Деновиве Трамп го потпиша законот за дополнителни санкции врз Русија, Северна Кореја и Иран, што беше донесен од двата дома на Конгрес. Белата куќа соопшти дека со потпишувањето бил испратен јасен сигнал дека Соединетите држави нема да го толерираат мешањето во изборите. Москва тоа постојано го негира, додека Трамп негира каков било дослуг на неговиот изборен штаб со Москва и постојано ги осудува истрагите како лов на политички вештерки. Инаку за време на митингот во Западна Вирџинија Трамп го најави демократскиот гувернер на таа држава, Џим Џастис, кој соопшти дека преминува во републиканскиот табор. Милиардерот Џастис одби да подржи Хилари Клинтон на ланските избори. На митингот дојде и до турканиците како едно лице држеше знака на кој пишуваше: режимот на Трамп и Пенс мора да си оди.